Добар ден, почитувани слушатели и слушателки. Ми го забележаа тоа дека не сум го потенцирал, али апсолутно немам никаква бариера како да се обрекам, така да добар ден и добро дојдовте во Celebrate Life подкастот. Ова е 6-та епизода, каде што имам прилика да разговарам со една уметница која што твори на независната сцена поише од институционалната, прилично социјално ангажирана и освестувачка, би рекол. И од друга страна е тен интересно што не е психолог и реално нема проблем со самоизолација, затоа што е уметница и сигурно долги процеси прошла додека ги спрема своите представи. Драгана Гугин е денеска со нас. Драгана, здраво. Здраво, Гоги. Фала што ме покани да се направиме муават. Да, апсолутно. Сметам дека луѓето што творат и како треба да ги прашам како се денуваме, што прават, што спремаат, како се чувствуваат, затоа што ова е ситуација која што е кај сите иста, не сме само ние у Скопје или вие у Куманово у локдаун, него буквално е целиот свет, па чисто да видиме како си го поминуваме времето. Како си, што се случува? Куманово е више втора недела у викендашки локдаун, така? Да, ова мислам втор викенд. Не менува ништо, мислам за мене не менува, затоа што постојано сум дома. Знам дека, знаеш, малце психолошкиот момент дека имаме полициски час 3 дена, затоа што онака многу ретко луѓето излегуваат, мислам, претпоставувам се. Да. Дека има и луѓе кои што излегуваат, мислам, нормално е се тоа, затоа што на сите ни треба и природа, и воздух, свеж надвор. Меѓутоа, мислам дека баш психолошкиот момент е тој што малце некогаш не буни или сега што ќе правиме 3 дена, како по продавници, знаеш, ако ни притреба нешто, треба да се излезе да се купи. Мислам дека само не треба да има паника и да има страв, затоа што не знам сега во Скопје како е, претпоставам исто така може и на некој си повисоко ниво, меѓутоа тука работат продавници, работи достават до душе за викенд. Така да некако сме заштитени, мислам дека од повеќе аспекти и нема потреба. Од тој аспект на вистина е се окей. Ја вчера викам на мајка ми, сега мене покоќе ме шета, пошто куќето нели смее да излага и супер е што смее да излага. Да, супер. Али да, реално све работат сервиси за храна негде до 10 вечер, така да не е страшно. Добро, ковидов е неизбежна тема периодов, али тоа е подкастов го почнав у ерат кога се случува ковидов. Кажи ми, како си ти, што спремаш, како беше последната представа? Прилично си ангажирана у многу проекти. Тај да почнеме од некаде, пошто имаш што да кажеш. а прилично си повлечена и не зборуваш многу за сето тоа, а знам дека многу работиш. И работам. Ајде да извлечеме нешто, од кај да почнеме. Што се последниот проект? Кој беше последниот проект што работиш? Последниот проект што го почнав беше во Кумановски театар. Се работи за комедија на Молиер во образен полем. Да, меѓутоа решив да правиме заедно со екипата компилација со повеќе негови текстови и плюс со наши лични примери. Меѓутоа примери кои што ќе се со комичен елемент, затоа што нели сепак правиме комедија. И тоа го почнавме почеток на март. Имавме неколку проби само, дури успеевме, пошто овој процес не е многу поразличен од сите други. Немаме класични читачки проби, еднаш кога го прочитавме текстот и сака веднаш да излеземе во простор на мизансценска, затоа што дел од проектот се работи, како што веќе напоменав, од наши лични примери, приказни кои што ги имаме, кои што би сакале да ги споделиме. И исто така почнавме да работиме на, пошто тогаш стана актуелно нели се со COVID-19, почнавме да работиме исто и со примери од вирусов, тоа што го имаме забележано до тој момент. И прекинавме негде, мислам дека 12 или 13 март. Да, кога започна ствари. Да, кога почна се и кога уствари сите влеговме во карантин, кој во карантин, кој во изолација. Се слушавме на Вибер,
вчера се слушнавме, си направивме муабет на Zoom со екипата. И сега сум во подготовка на една задача која што сакам да ми ја дадам деновиве, затоа што овој процес не поднесува видеокол и одржување на проби преку Zoom, преку Messenger, Skype и така натаму. И затоа некако одма го отргнав тој момент. Сакам, затоа што работам директно на сцени, работам со моменталната инспирација или тоа што ќе го донесат актерите од дома или тоа што јас ќе го донесам за тој ден како задача. Да, и ради тоа скоро се одлучив дека нема да користиме социјални мрежи, меѓутоа затоа што не знаеме ова колку ќе трае, сепак решив некои работи дека може треба да ги запишеме дури сме дома, да ги споделиме дури сме дома и потоа кога ќе излеземе во простор, кога ќе отидеме во театар, дека ќе добијат и нели своја адаптација на сцена, односно мизансцен, ќе си направиме сцени и се тоа што треба. Работа музика со Гала Насева, таа исто така е вклучена во проектот. Мислам, се она што може да се работи во позадина, што не е актерска задача, тоа се работи. Не оставаме, знаеш, така, затоа што на сите не е потребна работа во моментов, да се окупира нашиот мозок со нешто поинтересно, за да не се фокусираме толку на вирусов и на тоа што се случува, така да тоа се подготвува. Претходно работев како асистент во Драмски театар на Миријана Медоевич. Тој проект заврши крај на декември, па малку одмарав, затоа мене не ми е чудно оваа карантин приказно, затоа што јас имав скоро 2 месеци пауза некаде. И почнав да држам часови по глума на деца тинеџери, значи од негде 7 години до 18, пардон. И со нив почнав да работам и во исто време почнав ми представа и таман кога почнав се стопира. Викам, само што почнав. Види, овој карантин модов ќе донесе многу креативност на површина. Да. Затоа што толку посветени можеме да бидеме во моментов и нигде не брзаме. И некако интересно е да се наблюдува. Ми се допаѓа што пробуваш некоја нова форма на театар и баш убаво што ги вклучуваш актерите исто во сето тоа, затоа што веројатно ќе имате истата емоција, затоа што работите во исти момент, каде што на буквално никој не му се случува ништо и е посветен само на ова. Така да ќе ни информираш здравје кога ќе влезете на сцена. Ти си исто психолог и веројатно знаеш таа психичка состојба што е потребна за театарот и за текстот, па веројатно и свесно сето тоа го правиш и навистина е добро. Кажи ми, деновиве гледам дека многу луѓе буквално кризираат дома и ги разбирам што кризираат дома. Каков е твојот стручен осврт на оваа тема и што би им препорачала на луѓето ако имаат некакви панични напади или ако не се осеќаат баш добро, што да превземат? Знам дека има супорт групи од психолози по интернет и се тоа, али што би им предложила ти? Знаеш, прво да спомнам, иако јас супер си поминувам искрено. Си наоѓам за анимација, тоа што викаш ти, времето е цело на располагање само за тебе, така да ти избираш што ќе правиш, како ќе правиш. И пред се си го ценам времето кое што го поминувам со себе, меѓутоа знам дека ова е травматско искуство за сите, за некој повеќе, за некој помалку, затоа што е прв пат да се случува вакво нешто и да се случува на ниво на цела планета, не сме само ние. Како што сме биле многу пати во претходни некои ситуации. Знам дека има многу луѓе кои што тешко се справуваат. Јас прво би препорачала да се направи структура на ден. Што ќе правам денеска? Секој да може да си направи распоред со работи кои што би сакал да ги прави тој ден, за да си го организира. И знаеш, многу е поинаку кога ти веќе имаш поставена задача за денот. Например, ќе исчистам, ќе сготвам нешто, ќе седам малце на тераса или ќе читам, ќе пишувам, така да секој знае што точно му помага да се чувствува подобро. Тоа е многу битно, да се прават работи кои што тебе ти помагаат да се
чувствуваш подобро во моментот. Например, ја постојано пишувам. Мене тоа од секогаш буквално било која ситуација ми вршело доста работа. И некако го имам препознаено тој момент кај себе и затоа си го искористувам за некако, мислам, и креативно доста многу работи скачаат од мене. Затоа што да, не е секогаш така лесно, мислам дел од луѓето и сигурно имаат и панични напади, анксиозност исто така. А многу е битно да се направи reach out, односно да се извади тоа што се чувствува внатре во себе, да не се крие, да не се тапка внатре, да не се прават зидови, туку се она што ни е како негативна емоција, да може да се сканализира, да може да се сподели со некој, да се побара мислење, совет, затоа што е многу поинаку кога ти ќе добиеш фидбек од друга страна. И исто така, кога се случува нешто такво, битно е да се дишењето. Тоа секогаш е, мислам, дишењето е првенствено било која ситуација, секогаш фокусот треба да е на дишењето, да имаш нешто околу тебе што е подсврсто, што можеш да го фатиш, да видиш дека си тука во простор, дека си окей, дека не знам доколку има некој до тебе исто така, да можеш да го гушнеш, да го фатиш за рака, мислам кога веќе си дома, така да треба сетилата во главно да се посвети внимание на нив во тој момент, затоа што ти е битно да знаеш дека имаш цврсто тло под нозе и дека си тука, дека нема да ти се случи ништо лошо, нема да умреш, нема да буквално си безбеден. Тоа мора да му се даде како информација на мозокот, дека си безбеден, дека си окей и дека си заштитен во просторот во кој што се наоѓаш. Да, и веројатно и кај нас луѓето се уште мислат дека е табу да побараш помош, или пак најчесто се соочуваме со моменти, аве ништо не ти ја изводиш, не се глупирај, знаеш, оној момент на емпатијата веројатно треба да се работи што поише, за да луѓето разберат дека не сите од нас имаме еднакви третирања кон карантинов. Супер, мислам дека е многу корисно ова што го кажа, затоа што прилично долго разговарав деновиве со мои другари и другарки на темава. Има луѓе кои што прилично им е тешко да седат дома. Преска се смеев, една другарка ми пише за self-healing, нешто имав пост. И ми вика, доста бе више со ова, ми здосади. И ја викам, а ти си спремна за нешто друго? Па не, ама, као, досадно ми е више ова. И викам, ау, човече, она стигнала self-reflection да се направи толку многу, ја не знам кај попрва да пофатам од што сум бизи цело време и што се трудам да сум бизи. Интересно е. Тоа е супер. Да, техниките на дишење стварно се потребни. Да. И исто така, мислам, гледам дека доста луѓе вежбаат и јас исто така вежбам и тоа доста помага за ослободување на енергија, пошто слушав и доста лекари. Мислам, тоа и секој треба да се го знае за своето тело, дека затоа што помалку се движиме сега, може треба да се фокусираме и на тоа. Да си го активираме телото, затоа што ние еден ден ќе излеземе од дома и исто така сакаме да имаме кондиција, така да треба да се грижиме и за физичкото здравје. Апсолутно. И секој треба да си го слуша телото, тоа е многу важно, дека не може некој да знае повеќе за тебе, мислам може да знае стручно лице, доколку побараш совет, меѓутоа ти треба да се чуеш што ми треба во моментот, како да го направам ова, дали ми треба повеќе сон, дали ми треба ваква вежба, дали ми треба јога, дали пилатес, дали зумба, не знам, мислам дека трчање на трака, секој знае за себе. Така да и тоа треба да се фокусираме, баш да се слушаме себе се овој период. Мислам дека е многу е важно тоа. У секој период е важно, меѓутоа сега го имаме тоа време, као светот е на пауза, се е успорено, некако така, може да се чуеме како дишаме и баш треба да се чуеме, затоа што болест на бели дробови во психолошка смисла значи неизразеност во себе си. И грлото и белите дробови се поврзуваат со тоа. Знам, претпоставам дека многу луѓе и не можат ни да ја примат оваа информација, не им се ни допаѓа, можеби нема врска, меѓутоа тоа е тоа, дека колективно можеби во некој момент сите сме дошле во однос во криза на себе неизразеност, така да баш на тој момент треба да се работи доста и на јачање на имунитет исто така. И на пример
Апсолутно, фала ти многу што го споделуваш ова, али, например, многу ме нервира оној моментот токсичен што го гледам на социјал медија и као шо ве чекавте сега сите да почнете да вежбате дома, као немек не вежбате, као дечки, окей. Значи, немојте да бидете толку лоши со луѓето. Едноставно, можеби некои луѓе сега се мотивирани у моментов да почнат да вежбаат. Така да дајте им супорт. Реално, ако им е тешко што седат дома, чисто мотивирајте ги, немојте да ги трешате дека сега им текнало. Да, сега им текнало, супер. Мислам, јас знам колку е тежок процесот да почнеш да вежбаш, затоа што ја после 4 години почнав пак да вежбам и прилично е тешко сето тоа, знаеш. Ај гадно е токсично кога сите околу тебе те изборат за тоа, дебел, не знам што и се. Тоа колку и да не те допира, али тоа ти уништува мотивацијата на одреден начин, така да don't do that, people. Да, затоа што емпатијата во овој момент треба да не е level up of the video game, што викаше мој професор. Буквално затоа што ти за себе и за другите треба да имаме и разбирање, и благодарност, емпатија, мислам дека поголема благост едни спрема други, затоа што сите сме во истата ситуација. Ако некој одлучил дека сега треба да почне да вежба, тоа е негова одлука, ако му помага, и јас сум среќна со тоа. Ако мене ми помага нешто уште подобро, мислам, апсолутно ова е времето баш за себе. Ако можеш да помогнеш на некој, супер, ако не можеш да помогнеш, буквално не одмагај со негативни коментари, со... Да. Затоа што тука искачат и лични фрустрации на површина и тоа доста зборува некогаш. Ја направив една листа што се деша на Инстаграм и ама ја направив од аспект на мрчење, него као само резонирав што се деша. И темпото исто се продолжува. Прилично луѓето готват цело време и ја цело време викам, леле, доста престанете готвите, ова ме стрви. Пошто као ме тера да јадам све тести, нели? Вика, интересно е колку луѓе почнаа да готват, али справев муабети со некои другари што живеат во Македонија и вика, да бе, тука као сите готват, сите вежбаат. Ја викам, тоа е супер, знаеш, као, окей, if it helps to people, не го прават, знаеш, не е ништо страшно. Така да не исто така се смеевме пред вадена, еден другар му вика една друга. Кај си на Zoom вчера, бе, брат, кај си зашо не си слегал град, така да... Али... Интересно е. Драгана, така, да те вратам на твојата прва професија, или не, психологијата е прва, па театарот? Психологијата е прва, да. Театарот втора, ама не се во мене е обратно. Да, скусна е колку е од помош психологијата у театарот. А ти си прилично ангажирана као уметница и јас од тебе обожавам да зборувам за феминизам и општо за човекови права и таа твоја енергија ми се допаѓа што ја имплементираш и во своите проекти. Што значи феминизмот во 2020 година, например, на овие луѓе што мислат дека нема потреба од феминизам, како можеме да им го протолкуваме сето тоа? И зошто имаме потреба од феминизам? Имаме потреба, секако дека имаме потреба. Мислам дека тоа кај мене не го дискутирам тоа со себе, дали не треба или треба да има, едноставно... Треба, мислам и мојот став е дека треба да постои. Да. Али има луѓе кои што се тотален denial и никогаш нема го прифатат тоа, дури го шеймаат сето тоа, али јас исто го држам ставот дека феминизмот и како е потребен денеска. Да, затоа што мислам дека секој збори од своја позиција, од своји уверувања. Јас работам па во моментов може да се каже машка професија. И многу е поинаку кога таа машка професија. За мене не е машка, меѓутоа тоа е мислењето кое што претежно владеело. И многу е поинаку кога ти некогаш треба да се докажуваш некој процент повеќе од твој колега. Затоа што Милош ти беше гостин на негова емисија. Милош имаше направено истражување за негов магистарски труд. Тоа беше пред 6 години, ако не се лажам. И имаше темата му беше развој на актер во процес и едно од прашањата внатре беше
спрема актерите нормално упатено, дали повеќе би работеле со режисерот или со режисерка. Мислам дека над 70% имаат одговорено дека со режисер, затоа што режисерите биле постабилни, емотивно. Да, меѓутоа тоа беше пред 6 години и тоа баш ми остана во глава како информација, затоа што мислам дека алармантно 70% така да се одговори, затоа што јас ја знам својата позиција кога влегувам на проба и некогаш знам кога сум се чувствувала недоволно сигурна само ради тоа што треба да се докажувам уште повеќе, затоа што кога тргнуваш да се докажуваш, го правиш на сила, знаеш, не е тоа што ти доаѓа природно. Ти треба да влезеш и да можеш да работиш својата професија така како што. Али во овој токсик маскулинити обкружување во кој што живееме, нажалост мора и тоа така да се прави. Затоа што можеби нема друг начин. Али да, позицијата на жената се уште не е. Мислам, има прекрасни примери на жени, од секогаш имало, не дека не. И работите веројатно има нови луѓе што се посвесни што значи жена. Мислам, не што значи, нега буквално е рамноправност меѓу сите родови, полови итн. Али да, токсик маскулинити е, мислам дека big issue. Поготово во уметничките професии. Сега сакав да ти кажам ова што ми се случува моментално, баш супер што ми што се потсетив. Моментално аплицирам еден проект, тоест веќе го завршив. Нешто како бизнес идеја, сакам да направам, отворам продукција која што ќе се бави со поставување на силни женски ликови во театар и исто така и на филм. Нешто што мислам за мене тоа голем чекор, меѓутоа сметав дека треба да го почнам. Тоа го правим, мислам дека Рис Витерспун постојано, тоа има своја продукција каде што екранизираат постојано некои си супер романи, бестселери, каде што женските ликови се водечки, главни. И сакав да го направам тоа тука, затоа што сметам дека има доста жени режисерки, авторки, писателки, прекрасни уметници. Треба да им се даде повеќе шанси, да се зборува за тоа, затоа што не сакаме, знаеш, кога ќе направат филм каде што има претежно главни женски ликови или претежно женски ликови, го нарекуваат женски филм или женска представа, а кога ќе се направи со повеќе машки, се нарекува само представа или само филм, и тоа кога се случува тоа, тебе те јасно до кај сме на глобално ниво, не мора да значи дека само мизерија, мизерија. 2020 година. Али види, ишуто со токсик маскулинити е многу подлабоко и на токсик маскулинити може само да му се помогне со помош на стручна помош и тука има збор. А и секако љубовта мислам дека и како треба да има улога во сето тоа. Да, феминизмот и така е потребен, поготово на овие балкански простори. Така да, браво Драгана, многу ми е драго што ова прв пат го слушаме во етер, веројатно. Ќе ни известиш уште еден ден. Ќе ни известиш за тоа. Исто многу ми се допаѓа кај тебе што ти реално работиш поише вон институционално, значи си дел на do it yourself сцена. Ја со Милош исто го начнав тој муабет, вие сте тен супер таму екипа. Очекам да заврши ковидов, па и со Марко Стојковски сакам да ми биде гостин на подкаст, затоа што и он исто делот таа do it yourself сцена у моментов ги штампан или визирите за медицински работници. Go Марко! И вие сте прилично така независно делувате таму, и ти, Милош, Марко, се трудите да правите нешто за својот град, што е навистина фантастично, многу убаво денеска каде што културата независна, малте не на работ, на изумирање, вие се трудите и ја буткате и се сакате да ја работите, што е навистина добро. Кој е предизвикот да се работи на do it yourself сцена? И што се маните и каде може да се подобри таа сцена? Што мислиш ти? Тоа е сцена која што реално има многу малку буџет. И кога влагаш да правиш нешто тако, треба да си свесен за тоа.
затоа што имаш екипа која што стои позади тебе или ти стоите сите заедно и ти како режисерка треба да бидеш свесен дека треба да ги исплатиш луѓето, дека треба да се направи сценографија, костимографија, дека не секогаш има многу публика на независната сцена. Тоа мислам дека не се работи доста на маркетинг. Дека не треба да се барат гратиси. Да. Исто така знам, мереме е совршено јасно дека не секој може да си дозволи да плати 200-300 денари за карта и тоа го знам. Некогаш сум бил у таква ситуација, меѓутоа ја знам и оваа другава моја страна, затоа што и тоа исто така работа како што е сечија друга работа. Знаеш, луѓето некогаш затоа што си уметник, многу често не може да те сватат сериозно дека тоа што го правиш е сериозно, затоа што ти учествуваш во едукација на публика и тоа неформално треба ти стоиш позади тоа што го правиш, за сите идеи, за тоа што се случува во самата представа и таа одговорност исто така голема, затоа што не знаеш кој ќе дојде на представа, не ги знаеш луѓето кои со каква позадина е. Така да први е финансискиот дел, затоа што знаеш некогаш имаш супер идеја и си замислуваш ваква сценографија, ваква костимографија, ова да се случи ова и после ќе ти текне на тоа колкав ти е буџетот и ти автоматски твоите представи некогаш изгледаат 30-40% од тоа како требале да изгледаат. Да. И во старт ти сечаш буквално све што каде што можеш да најдеш простор, например, добро за костимиве толку ќе дадеме, не мора толку, знаеш, за сценографија ова не мора да го има и у моментот кога правиш компромис за својата идеја, некако се губи представата од тоа што како треба да изгледа првично. Пошто кога ќе гледаш представи во Германија, ќе гледаш представи во Русија, не знам, во Словенија можеби, многу е поинаку затоа што се чувствува, што викаше мојот професор Унковски кога барал шапка во некој театар, ме однесува во соба полна со шапки. И као бира, каква ти треба. И ти сакаш и тоа да ти се случи, знаеш, шапка е во прашање, меѓутоа сакаш да можеш да избереш за да видиш представата во најдобро светло и тоа го зборувам не само за мене, туку и за актерите, за сите што се вклучени и за публиката, затоа што јас стојам на тоа што постојано го зборувам, дека публиката и актерите се најважниот дел од представата. Ако го нема тој или тој елемент, представата не постои. Може представата без мене, може представата на крај крајва без костим, може без сценографија, може на празна сцена, меѓутоа интеракцијата се прави помеѓу актерите и публиката и ти сакаш да ги испочитуваш и двете страни. И затоа одговорностите се големи, јас не сакам да бегам од тоа што е моја одговорност. Меѓутоа на крај на ден не сакам да компромис да правам цело време. Да. Така да не знам дали ти си има тебе случајно, али има моменти кога имаш буџет и кога не знаеш како да се понашаш со буџетот, затоа што си научен да работиш цело време со low budget и си викаш, а да направам 2 проекти со овој буџет, пошто некако се научиш, али да, луѓето викаат тоа е челичање и апсолутно се согласувам со се што кажа, али многу е битно луѓето да разберат дека културата не може само од себе да живее, дека заедно си требаме едни со други. Значи многу е битно ти да идеш на представа, знам дека никој нема од нас пари, апсолутно, поготово културата сите мислат дека треба да е бесплатна и дека нема чувство дека тоа треба да се плати. Али едукацијата на публика многу е потребна. Навистина е потребна и многу време се троши на тоа, стварно. И затоа можеби оваа независна сцена е толку речиси на маргините и цело време се тапшаме, ај бе добро е, ај ќе биде, али знаеш, уште работиме. Тоа е најбитно. Да. Знаеш, као, да, окей, условите се какви што се, да, некој ќе можеби ќе протолкува како жалење, али некој што не работел никогаш самостоен проект, нема да свати што значи самостоен проект. Кога парите си ги даваш од свој джеб, или имаш некаков ситен буџет и кога не знаеш дали ќе ти се вратат на крај и така како имаш право и да кажеш што не ти чини, башка и мора да разберат луѓето дека не сме сите партиски привилегирани за да добиваме проекти. Пред се и тоа. Така да луѓе поддржувајте независна сцена.
таа луѓе поддржуваат затоа што некои од нас живеат таа независна сцена. Во моментов што се случува исто така дека независните културни работници не сме заштитени никако затоа што не сме вработени и сите проекти ни се прекинати во моментов и сме буквално оставени без примање, значи некој ќе живее од досега направена заштеда, од претходен хонорар. Мислам дека во моментов буквално самото општество не ти нуди никакво решение, така да ти треба да го измислиш во самата ситуација. Да, баш ка моментот што ликува цело време дека се жалиш и тоа е исто одвратно. Никој не може да разбере дека едноставно не се жалиш, него зборуваш за своите основни права, како да работиш и да преживееш, така да не... Ја не се ставам во позиција на жртва никогаш, Не, апсолутно никој не е од нас жртва, мислам, ниту ја, ниту ти, али едноставно има луѓе што тоа е, немаат други услови и само тоа има опција за да преживеат, така да нема тука ништо било што. Поддржувајте се културата, дечки и девојки. Затоа што како го памтиш оно што кружеше на Инста, сега кога сме сите веќе заклучени дома, затворени, или гледаме филм, или слушаме музика, или цртаме, или не знам што правиме, така да почитувате ги уметниците, затоа што направиле доста за да можеме сега полесно да поднесуваме се. Да, ако немаше толку филмови, музика и т.н. не знам како ќе беше. Или книги и се останата. Да, книги, да. Представи исто така онлайн има доста кои можеме да гледам. Ниту една представа не гледав онлайн, а видов дека има нешто поставено. Не сум стигнал, морам да ти признам, затоа што имам 300 други ствари. Шо на четови, шо на вебинари, шо музика. Некако го немам притисокот дека морам да искачам, да сум присутен, дека па да ми прави некој притисок зашо не искачаш и т.н. Така да многу ми убаво. Као на долг одмор малце. Да. Мислам дека доста работи ќе се променат во сечија перцепција после ова. Свативме што можеме да правиме од дома, што можеме да правиме без притисок, со притисок, како, така да верувам, навистина верувам дека ќе излеземе посвежи со поголема свесност и за себе и за другите и здрави. Тоа е најбитно. Да, тоа е најбитно. Само да излеземе здрави и да извлечеме некаква поука, затоа што животот вреди и треба да се живее понатаму. Покрај оваа идеала што ми ја сподели, што друго би можела да ни откриеш за Future Projects? Конечно работам на еден правец во театарот кој што сама се установив дека почнав во таа насока, се нарекува интегративен театар и тоа е моја лична спојка помеѓу психологија и театар, помеѓу она што сум го учела во наука и она што сум го учела и создавала во уметност. И долго време барав начин како да се спојат и науката и уметноста во мене, затоа што ти веќе кога ги имаш, кога ги носиш и двете, мора да ги споиш затоа што постојано чувствуваш притисок или некој гласче кој што ти зборува дека има нешто што го знаеш, а треба да го приклучиш кон ова другото и дека можеш да го искористиш да ти заврши работа. Така да конечно мислам дека пораснав за тоа и многу ми е драго. Користам доста Честитки. Користам доста психолошки методи и техники кои што мислам дека може да му помогнат на театарот и тоа во работа со актер. Меѓутоа ги објаснувам, ги прилагодувам, не ги користам како што се користат некојаш во процес на психотерапија, туку се буквално внатре во темата која што се работи, која што се поставува на сцена или во однос на самиот текст, теми кои што ги влечам од внатре и после тоа преку вежба ги прилагодувам заедно со глумците за да создадеме нешто повеќе. Така да конечно правам некој микс што ми е многу драго. Исто така работам со лични искуства на глумци, меѓутоа тоа го правам многу време, некои си од студирање го правам. Јако. Можеби 8 години. Да, меѓутоа никогаш гласно немам разборувано за тоа. Затоа што веројатно тоа тлеело и си работело негде у позадина.
И се градило. И... Да, ама не беше ни актуелно толку тогаш. Мислам, не беше уште психологијата популаризирана во уметноста. И јас се охрабрив откако ја гледав Галеб на Томи Јанежич, играше на МОД во МНТ, и он работи еден театар по метод на психодрама. Јас си користам исто така дел од техниките на психодрама, меѓутоа не е целиот пристап, затоа што користам и од трансакциона, користам и гешталт, хуманистичка, когнитивна, многу работи, мислам, доста вежби има кои што можат навистина да помогнат во создавање на една представа. Меѓутоа, тој ме охрабри за да почнам поотворено да работам и некако да си го представам методот кој што веќе, нели, позади кој стојам веќе некое време, да си го наречам баш си ми презиме како ова интегративен театар, и тоа е тоа што го работам. И тоа го работам некое време. И многу ми е драго затоа што еве конечно го крстив, не знаев дека така ми се вика правецов. Ми дојде името пред некој месец. Супер, ајде следниот проект, здравје, да го гледаме и да ни приредиш малку шоу. Да, се надевам затоа што е комедија и прв пат работам комедија. После еден испит на Шекспир, Сон на летната ноќ, и тоа беше уште на ФДУ и мислам дека можам да направам супер комедија. Некако сум сигурна, да. Па добро, значи, чим си сигурна, го правиш. Чим толку време си се стопирала, си размислувала, си гледала како да влезеш во процесот, сега сигурно си спремна за тоа. Супер, Драгана, нешто друго што не те прашав. Никам да звучи ова кој интервју, едноставно сакав само муаве да направиме и така некако бегам од контекстот да биде како класично интервјуа, али дали нешто сакаш плюс да споделиш, а јас што можеби изумив да те прашам? Си размислам, јас мислам дека кажав се. Да, мислам дека света е, да. Што? Мислам дека света е нека све што ме интересира за уметност, колку толку те распроша. Да, единствено може тоа што би сакала да го кажам и да го најавам, дека во многу скоро време после излегувањето од карантин со надежда дека се ќе биде добро, дека би почнала повеќе да работам во психологија, односно во науката, и тоа баш во областа на советување. Браво. Така да тоа ми е во план, од секогаш сум сакала од кога ќе помине доста време, затоа што и за психологија и за советување треба доста искуство, и тоа исто така да можам да го работам, затоа што сакам да можам да помагам на луѓето. Баш во оваа ситуација сватив колку е битно да си достапен, да помагаш, да си полн со емпатија и навистина да си тука за секој на кој што му треба помош или за тие бар за кој што можеш. Ако можам да помогнам со советување, ако можам да помогнам како психолог, тогаш би го направила тоа. И оваа ситуација ме мотивираше повеќе да размислам на таа тема и веќе да одлучам дека можеби е време да превземам некој чекори таму. Та супер, ние прилично и ја и ти живееме аутсайдерски и имаме нашето време за творење е најбитно од се останато, али да, можеби тоа ќе им помогнеш на многу луѓе, во моментов не си ни свесна колку, али на луѓето и така како им треба помош за сето тоа, така да go for it. Фала ти многу. Фала ти. Драгана е Гугин со 2 долни црти на Инстаграм, бидејќи нема Гунин, пардон, се извинувам. Со 2 црти на Инстаграм, заследете ја, пошто нема Фејсбук. Една од луѓето што ги познавам што нема Фејсбук, што е супер. И ако го интересира поише за незиното творештво, обавезно заследете ја и видите што се занимава. За интересна облека исто носи цело време, така да проверете ја, Драгана. Фала ти, Горан, од срце, многу ми беше кеф да разговарам со тебе, многу убаво. И мене ми е драго, се гледаме здравје кога ќе излезе ова ковидов од нашето тло, па ќе можеме и да излеземе на улица и да дојдеме во театар и све останато. Ти благодарам уште еднаш.
ние остануваме во контакт. А јас ве поздравувам сите вас што не слушавте денеска и една мантрата што секоја епизода ја повторувам. Сакајте си ги домашните, гушкајте си ги, посветете им време на пријателите што може би одамна не сте ги слушнале, а сте сакали, сте немале време. Оние што не ви требаат во животот, има причина зашто не ви требале во животот, не знам дали треба да им се јавувате, тоа вие сами одлучате. Ова беше Celebrate Life подкастот, достапен на секоја можна платформа. Јас сум Линдок. Се слушаме и останете во добро расположение и уживајте во слободното време кое што го имаме во изобилство. Чао!